Борбата за да се стигне до работно место и да се биде конкурентен на пазарот на трудот ги направи атрактивни програмите за доживотно учење, но и обуките и преквалификациите. Само во регионот околу 200 лица посетуваат најразлични обуки во Штипскиот центар за образование за возрастни, а меѓу нив освен невработени, има и вработени лица. Интересот за стручните обуки со тоа што они добиваат стручна квалификација со овие сертификати, интересот е голем и освен оваа обука за нега на стари и немоќни лица во домашни услови, интерес имаме и за другите обуки, неговател на деца со пречки во развојот, монтер и инсталатор на сончеви панели и службеник во книговодство. Како дел од оваа програма, 5 идни негователки на стари и изнемоштени лица од Делчево го полагаа завршниот испит пред стручна комисија, со што ќе се стекнат со меѓународен сертификат. Имено денес овие 5 лица се стекнуваат со сертификати за негователки на стари изнемоштени лица. Ке може да бараат вработување или да се самовработат по оперативниот план за вработување што го спроведува владата на Република Македонија. Мисля дека ќе најда некаде вработување. Очекувам и имам понуда за устранство, ама чекам да си зема лиценцата. Во регионов 4 жени ромки со обуки преку работа добија вработување, а 28 чекаат вработување, но активни мерки за вработување од државава чекаат и 15 обучени фризери и шминкери. Со сертификатот кој што го добив, се надевам дека ќе ми помогне премногу за да се вклучам во пазарот на трудот, за да можам полесно да пронајдам работа. Ова е само дел од формулата која им ги отвора вратите за професионална кариера на невработените лица. Со поддршка на Европската Унија и други донатори, невладениот сектор активно работи на полето за доквалификација, но и за окружување на образованието. Од 2009 година само преку проект на невладината Терни ПМК, околу 140 лица од крајниот исток се стекнале со средно образование, а 80 активно учат за дипломи од средно и основно, додека 36 лица преку невладината КАМ добиле дипломи за основно образование.